Во целиот свет илјадници бездомници, невработени и ранливи луѓе превземаат контролата врз своите животи продавајќи улични списанија. Во 35 земји, мрежата на ИНСП, чиј член е нашето единствено улично списание Лице в лице, нуди поддршка и надеж за луѓето кои се соочени со бездомништво, сиромаштија и социјална исклученост. Под мотото "Придружите им се" на милионите во светот што ја слават моќта на уличниот печат да ги менува животот на неренливите. Нашето утро или ова утро приказната ќе ни ја приближи колешката Наталија Дучковска. Доколку се слушаме, имаме остварено видео врска од плоштадот Македонија, ја вклучуваме. Добро утро, Наталија. Идеме. Добро утро, Иван. Се наоѓаме во центарот на градот. Во знакот на хуманоста ја обележуваме меѓународната недела на продавачи на уличен печат. Тие секојдневно со наша поддршка прават напори честно да заработат и да излезат од кругот на сиромаштијата и социјалната исклученост. На оваа тема ќе поразговараме со мојата денешна соговорничка, извршен директор на уличното списание Лице в лице, господјата Климентина Илиевска. Добро утро. Добро утро. Се подигнува ли свеста кај граѓаните за хуманоста? Ова е едно комплексно прашање и јас мислам дека македонците во суштина се многу хуман народ, меѓутоа она што го гледам како проблем во нашето општество е дискриминацијата, маргинализацијата на поедини групи и поединци. Инаку сведоци сме на многу случувања настани во кои што граѓаните задвижеле иницијативи и успеале да соберат средства, например, да речеме, за наши болни сограѓани на кои што им се потребни тие средства за лекување. Од друга страна, мислам дека премногу тесно го сваќаме поимот хуманост и се однесува на помош во храна, облека за оние на кои што им е потребна. Она што го издвојува уличниот печат во оваа насока е тоа што дава поддршка на лицата кои што припаѓаат на ранливите слоеви, меѓутоа помош во смисла да се пронајдат себеси и преку работа да се вклучат во општеството. Значи, Лице в лице не дава помош во храна и облека. Лице в лице ги едуцира припадниците на ранливите групи и најважниот сегмент во уличниот печат дека работата е најважната во социјалната инклузија на овие групи и поединци. Сведоци сме дека Паблик е организација која што работи истражувања и малце поодблиску ги познава работите во однос на лицата кои што се наоѓаат на маргините, особено на лицата на бездомните лица. И можам да заклучам дека луѓето стануваат зависни од социјалната помош, таа им е потребна на вистина. Меѓутоа, како пакет програма треба да им се понуди и нешто друго на овие лица. И затоа како излез од оваа ситуација, од овој начин на функционирање на општеството, го гледам социјалното претприемаштво. Ја обележуваме меѓународната недела на продавачи на уличен печат. Кој е годинешното мото и кои се нивните пораки? Поддржете неделата на уличен печат, тоа е мотото кое што е скроено од страна на интернационалната мрежа на уличен печат и во суштина тоа е еден повик да им се придружиме на милионите ширум светот кои што ја слават моќта на уличниот печат да менува човечки животи. На колку луѓе досега сте им помогнале, пружајќи им можност за работа? Низ Лице в лице поминале околу 80 луѓе, во моментов околу 40 продавачи се активни. Тоа значи дека влегуваат, излегуваат, некои добиваат вработување, некои се откажуваат, меѓутоа бројката во моментов е таа околу 40 активни продавачи во 6 градови во Републикава. Сметате ли дека собраните средства за одредена донација секогаш завршуваат во вистински раце? За жал не. И токму тоа е она можеби што ги разнишува хуманите вредности кај луѓето, кои што можеби искрено ќе донираат, меѓутоа
ете се случуваат одредени ситуации кога можда не секогаш тие средства завршуваат онаму каде што е потребно. По што се разликува уличниот печат? На самата насловна страница е наведено дека половина од продажната цена оди директно за продавачот. И тоа е принцип на работа на сите 114 улични списанија во светот. Од друга страна, уште еден принцип на работа на уличниот печат е дека продажбата се врши на улица заради интеракцијата лице в лице меѓу продавачот и купувачот, заради тоа што на сите овие лица им е потребна поддршка, им е потребно да бидат меѓу луѓето, им е потребно да ги поддржиме, да им помогнеме да бидат успешни во нивната работа. И на тој начин се надминува она вертикална позиција кога луѓето бараат помош и ние им даваме и се создава еден хоризонтален однос преку таа интеракција кога продавачот нуди одреден производ, купувачот го купува и е задоволен со содржината што ќе ја прочита. Има ли лице в лице доволен број на поддржувачи и купувачи со оглед на тоа што не само што граѓаните со купувањето на овој весник им помагаат на луѓето од најранлива категорија, туку и добиваат едно квалитетно четиво? Многу ми е драго што ја кажавте оваа констатација. Многу често знаеме да ја потенцираме другата димензија на лице в лице, ги поддржуваме продавачите, меѓутоа многу е важно да се каже дека содржините во лице в лице едуцираат, ја менуваат свеста на поединецот. И понатака би сакале поединците со променета свест да делуваат во општеството. Значи, едуцираме и создаваме ангажирани граѓани кои што ќе направат одредени промени, ќе се здружат и ќе делуваат соодветно за да ги направат тие промени. Имате соработка со писатели, уметници, со драмскиот театар и издавачка куќа. Кои се новите проекти што ќе ги организирате во иднина? Голем е, широк е кругот на уметници кои што се вклучени во програмата на лице в лице. Секогаш тука, кога ни е потребно, се Ване Костуранов, Ирина Тошева, Верица Недевска, Верица Андреевска, Спасовиќ од бендот Старовски, Сергеј Андреевски. Лице в лице собра едно јадро луѓе кои што создаваат средина и ја шират мисијата на лице в лице. Тие делуваат во своите кругови и на тој начин се зголемуваат поддржувачите на списанието на продавачите. Многу е важно што многу од уметниците и сами започнуваат иницијатива, се јавуваат и се вклучуваат во нашите активности. Например, дизајнери се јавуваат дека сакаат да дадат свој придонес во дизајнот, во внатрешниот дизајн, во дизајнот на корицата. Дури имаме и луѓе од надвор кои што се јавуваат, шведски дизајнер ни ги понуди неговите графики дека можеме да ги користиме во нашето списание. Дизајнер на Дизни ја искреира една од нашите насловни страници. Многу е важно што се шири мисијата, не останува овде локално, преку интернационалната мрежа на уличен печат имаме можност да покажеме што ние овде во Македонија правиме во подигнување на свесноста за социјално вклучување на ранливите групи и сето тоа е пренесено и во останатите земји во светот. Нешто што ми остави голем впечаток, веќе втора година поред за новогодишните празници продавате честитки со слики од наши уметници и дел од средствата одат за децата од детскиот центар. Како поминавте оваа година со нив, како се дружевте и кои беа нивните најголеми желби? На поинаков начин функционира акцијата Израдува и дете од улица. Во суштина започна со повик на граѓаните, тие добива адресирани честитки од овие честитки кои што вие ги спомнувавте, на кои што беа напишани желбите на овие дечиња и граѓаните на основа на тој мал список на желби одлучува на кој начин ќе ги израдуваат овие дечиња. Честитките инаку се продаваат на ист принцип како исписанието, половина од продажната цена оди директно за продавачот, а останатите средства се користат за развој на програми во кои што се вклучени продавачите на уличен печат. Помошта за центарот на деца од улица е преку вклучувањето на граѓаните во оваа иницијатива, а средствата не одат во центарот.
Ви благодарам што бевте моја денешна соговорничка во утринската програма на ТВ Нова. Мој втор соговорник е господинот Мирослав Давидовски, поранашен балетан, а денес активен продавач на уличното списание Лице в лице и пензионер. Како станавте продавач на Лице в лице? Накратко раскажете ни вашата животна приказна. Роден сум во Скопје, во Девармаало. За моја среќа, мојата покојна мајка, значи семејна, работеше во театар и како прифатив. Има голема семејна трагедија за рокот, као трето дете во фамилијата, за рокот година дена сите ми починуваат и после тоа видов западнав во зависностите, тоа односно во зависност во алкохолот. Со тоа што тогаш видов кој ми е пријател, кој ми е познаник, кој ми е другар, разграничив и иначе по природа сум као позитивна личност, солидарна личност, уметничка душа што велат. И западнав кој секој граѓанин што има свој маки, западнав во депресија и во алкохол. И кога видов дека го губам здравјето, можам по моето искуство и пракса, иначе доаѓам од клубовите на лекувани алкохоличари, со тоа што од прва, како се сретнав, можам сега да кажам, со хуманитарно и што опаќа од цело општество, сите сфери на лице в лице. Како се најдовте во контакт со Лице в лице? Во лице в лице единствениот сум во државава што од прва прифати без никакви предрасуди, со тоа што видов дека здравјето го изгубив и решив сам свое да се расчистам, затоа што по некои стандарди веќе од четврто место во светот, зависноста не само од алкохол, сите зависности доаѓаат и пророци доаѓаат, паднато е на четврто место во светот за болестите, значи после срцеви, мозочни удари, карциноми и тие работи. Ви помогна ли продажбата на ова списание, дружењето со вашите колеги? Ви помогна ли да малце да се оттргнете од вашето секојдневие? Да, еве накратко ќе кажам, значи секое утро после чајот или навечер, се е зимски период наравно, земам. Моje семејство моментално се бездомниците, деца општо зборам, луѓе, граѓани со посебни потреби, младинци од зависност. Еднашка до два пати во месецот се собираме во Младинскиот културен центар, кај што споделуваме нашите маки, проблеми. Секој граѓанин има своји маки во животот и научен сум, значи, мојата представа започнува со тоа што кога искачам, завесата се дига, мојата представа е лице в лице списанието и преку комуникација и размена на искуства си помагаме еден со друг. Тој што сака да работи, да обстане, ако не повеќе, тука и наравно и општеството ни помага, тука би спомнал наравно и Македонскиот Црвен крст. Со тоа што баш ми е драго, зимски период со бездомниците беше отворен, значи зимскиот, таму облека добиваат, исто од продавачиве, разменуваме, по природа сум таков, преку смеа, позитивно, се ги едуцирам, јас самиот се едуцирам. Во интерес на времето ви благодарам што ми бевте мој денешен гостин. Благодарам и на вас. Така. Иван, тоа беше се од нас, ако нема дополнителни прашања. Нема дополнителни прашања, поздрав до тебе и твоите соговорници.